Почитувани ученици, добре дојдовте во видео лекцијата по физичко и здравствено образование за петто деление. Јас сум наставник Ирена Тричковска од Општинското основно училиште Крум Тошев Трубарево Скопје. Во овој час ќе се запознаеме со наставната содржина ритмичко одење, потскокнување, завртување со и без музика. Целта на овој час е кај учениците да се создаде чувство за ритам и естетско доживување на музиката, учениците да применуваат термини од гимнастиката и ритмиката, да развијат способност за движење во склад со ритамот и музиката, да применат естетско и елегантно држење на телото и делови од тело. Што се ритмички вежби? Со изучување на ритмичките вежби, учениците се здобиваат со убаво држење на телото. Најчесто овие вежби се изведуваат со музика која представува посебен позитивен мотив во наставата по физичко образование. Преку ритмичките вежби се постигнува хармоничен развој на детето, сестрано усовршување на движечките способности, зајакнување на здравјето и подобрување на работната способност, се развива координацијата и чувството за ритам. Во почетната фаза на учење на ритмичката гимнастика потребно да се совладаат основните елементи, меѓу кои спаѓаат и овие што денес ќе ги учиме: ритмички потскок, одење и завртување. Започнуваме со вежби за загревање на телото. Во расчекорен став ја движиме главата напред, назад. Броиме 1, 2, 3, 4, 5. Продолжуваме со вежба за главата. Повторно сме во расчекорен став и ја движиме главата лево, десно. Следува повторно вежба со глава. Во расчекорен став правиме кружни движења со главата. Потоа следуваат вежби за рацете и рамениот појас. Телото е во расчекорен став. Рацете се на половина. Ги движиме рамената во една и друга насока. Напред, назад. Да видиме колку сме силни сега. Дали сме силни како дрвјата во шумите? Момчињата прават 10 клекнувања, а девојчињата нека направат 6 клекнувања. Тоа го правите во умерено темпо. Ајде сега да слушаме и музика додека вежбаме. Подскокнуваме на едната нога и броиме до 5. Потоа подскокнуваме на другата нога. Сега додека слушате музиката, подскокнувајте умерено со левата нога, а потоа и со десната нога. Слушајте ја музиката и внимавајте вашето подскокнување да биде во ритмот. Bebe, aiku la 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 la, bebe, aiku la 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 la, bebe, aiku. Ритмички подскокнувања. Поскоците треба да бидат лесни при одразот и меки во доскокот. Поскокот почнува од стапалото и се движи кон точката на тежиштето на телото. За изведување потребна е координација со рацете. Во текот на поскокот, стапалата се испружени кон одразот на површината. Рацете се во различни положби, а трупот на телото е исправен. Разликуваме мали поскоци во место или во движење, поскоци со ниско или високо предножје со едната па со другата нога. Најчести грешки кои се прават се некоординираната работа на рацете и недоволно испружените стапала. Ова е мачкин скок. Мачкиниот поскок е едноножен поскок со промена на нозете во предножјето згрчена, а рацете се покрај телото. Може да се изведува во место и во движење чекор на галоп. Детски подскокнување. Тоа е едноножен поскок во кој едната нога е во згрчено предножје, а другата, односно одразната нога е испружена. Рацете може да бидат покрај телото, во одрачје, или едната во одрачје, а другата во предрачје. Се изведува во движење, неизменично менувајќи ги нозете. Овде ни се представени високиот детски подскок и низок детски подскок. Ритмичко одење. Одењето во ритмичката гимнастика се изведува со еластичност, грациозност и бавно. Одењето е придружено со меки, еластични движења, а мускулите мора да бидат затегнати. Почетната позиција започнува со стоење на замислена линија на поврзани потпетици со прстите нанадвор. За да извршите правилно одење, важно е да го одржувате горниот дел од телото исправено, со погледот насочен напред. Се изведува со различно темпо во согласно со музиката и различните просторни патеки. Тоа се движења напред, назад, странични и кружни. На сликата се представени лево правилното одење, а десно неправилното ритмичко одење. Ритмичко завртување.
Завртувањата може да се изведуваат на прсти, а телото е исправено и со подклекнување и клекнување. Кај завртувањето многу важна е положбата на главата. Погледот е фиксиран во една точка и во текот на вртењето главата што побрзо треба да се врати во положба на таа замислена точка. За изведување на вртењето се користи инерцијата на замавнувањето на раката. Од претходно совладаните елементи од ритмичката гимнастика може да се направат различни комбинации на партер и истите може да бидат проследени со музика или без музика. На сликата горе е прикажана вежба составена од повеќе совладани елементи, подскокнувања, вртење и одење. Елементите од оваа вежба се изведуваат поврзано во ритам. Во завршниот дел на часот изведуваме вежба за смирување на телото. Вдишуваме преку нос, при што рацете високо ги креваме горе и се пресекуваат, се креваме на прсти. Издишуваме преку уста, а рацете ги спуштаме и правиме наклон. Подолу ви се прикажани видеолинковите за ритмичките елементи кои ги научивме на овој час по физичко и здравствено образование. Ви благодарам на вниманието.